вечер. Добро вечер. Нашата председателка го одржа предновогодишниот говор во Собранието на Република Македонија. За опозицијата тој е катастрофален, за власта супер. Со нас во студиото имаме тројца дипломати кои ќе ги прашаме како го оценуваат говорот на нашата председателка. Повелете. Иси, pour moi, стайлингот на председателката беше требиен. Председателката носеше еден прекрасен комплет и една марама, која што беше циклама розе, која што и приличаше прекрасно. Движењето и беше отмено, како права мадам. Гласот и беше строг, но сепак нежен и се на се, pour moi, она има чист сенк. Сенк е 5, така, петка? Уи. Ама добро ќе ве молам, па сепак она е универзитетски професор, мислите 10 дека ќе ги... Но, сенк. Петка, добро, не се разбираме баш најдобро. Вие како го доживеавте говорот на председателката? Видете, на мене многу ми бендиса кога зборуваше за спорот со Бугарија. И кога кажа дека вие ризикувате од овој процес да искочите како старецот на Хемингвеј од морето, со кустур од риба, со голем идентитет, суверенитет. Јас сакам таа метафора, многу убава метафора, ја многу сакам Хемингвеј затоа што бил белџанкар, многу сакал виски да пие, сакал виски, а јас исто сакам виски и многу сакам риба. Сакам краб, сакам пастрмка. Само тоа ви остави впечаток? Па, добро беше жената, ама тоа ме остави впечаток, тоа запамтив. Тоа да. Добро, одиме со третиот дипломат. Како вие го доживеавте говорот на нашата председателка? Добро вечер. Мојот македонски не перфект, но ќе се трудам да зборам. Ние изгубивме Анџел, јас изгубив Анџел, ти изгуби Анџел и Македонија изгуби Анџел. За каков ангел зборите? Јас ве прашав за говорот на председателката, дали се разбираме? Да. Значи јас бев дома и телевизор и гледам говорот на председателката само што почна your president. И се окей и телефон notification ми стигна и читам порака Трамп ја повлекува Ангела Агилер, амбасадорка. Нели во Македонија. И тогаш ми паднало многу тешко. Ангела падна и јас изгубив Ангел и ти изгуби Ангел и Македонија изгуби Ангел и тогаш почнав многу да плачам. И беше многу тешко на мојата душа. Плачевте за Македонија? Нема зашто јас да плачам за Македонија. За Македонија ќе плачете вие. Сами ќе си плачете. Јас плачев за мене. За мене плачев заради тоа што падна Ангела, паѓам и јас. Ангела си одам и јас. А овде ми беше многу убаво. Овде е ефтино, а добра плата. Тоа е. Фала многу. Да дефинираме, Македонија во 2026 година останува без ангел. И тоа е тоа. Пријатно. Au revoir. Goodbye.